Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Дали во летниот период е неопходна корекција на терапијата за висок крвен притисок? Колку променливото време придонесува за варирање на крвниот притисок и колку оваа состојба може да биде опасна? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е примариус доктор Весна Неделковска. Доктор Неделковска, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Така. Знаеме дека во лето, односно кога е топло, крвните садови се шират, крвниот притисок паѓа. Што со лицата кои што имаат хипертензија? Дали треба да има корекција на терапијата, односно дали треба да ја пијат истата доза како што ја пијат и во зимскиот период? Значи во летниот период крвните садови се шират и така да притисокот нормално и природно се очекува да се намали, но за луѓето што веќе имаат претходна хипертензија, значи големен крвен притисок, тие пијат одредена терапија. Сега, во летниот период се очекува да таа терапија биде намалена, затоа што и природно, значи, се намалува крвниот притисок. Дали ќе биде, колку ќе биде намалена, тоа секако ќе го направите во договор со вашиот лекар. Самостојно намалување на терапијата, без консултација со лекар за подолг временски период е навистина недозволиво. Она што исто така треба да знаете, дека треба да го мерите крвниот притисок барем најмалку 2 пати дневно. Тоа е во утринските часови, значи пред да се напиете кафе, пред да се раздвижите, едноставно кога ќе станете, кога ќе ги направите секоја утринска рутина што си ја правите секоја сабеле, добро би било да го измерите притисокот и да го запишете. Исто таму некаде во предвечерието или некаде кај 20 часот, уште еднаш да го измерите притисокот и секако да го запишете и после во договор со вашиот доктор да видите како ќе ја смените терапијата. Секако, во колку немате тегови во текот на денот. Во колку во текот на денот почувствувате некаков проблем, секако дека треба да го измерите притисокот. Но зборуваме за она секојдневие кој треба да биде ваша рутина. Што значи доколку не се дојде до корекција на терапијата, можеби изоставуваат да се мери крвниот притисок и си ја пијат терапијата како што им е пропишана, колку може нагло да се симне, како што велиме, крвниот притисок? Во принцип, значи, ако вие редовно си ја земате вашата терапија, која ви е пропишана од вашиот доктор или интернист, секако во согласно со препораките на интернист, во летниот период треба сепак да се коригира таа терапија. Барем да се провери, да направите една проверка, поготово во деновите што ни престојуваат, како например денешниот ден кај што навестува температура над 34-35 степени, секако дека организмот реагира на тоа и крвниот притисок се намалува поради ширењето на крвните садови. Наједноставно тоа ќе го објасниме како се замислите едно црево и кога ќе на топлина тоа се шири. Штом се шири, притисокот во него паѓа. Значи на тој начин реагира и целиот наш организам. Така да физиката и биофизиката се едно до друго, така да следејќи ги надворешните промени, секако тоа има влијание на нашиот организам. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Кога веќе зборуваме за летните горештини, па еве и навестувањата дека овие денови може да имаме и до 42 степени, односно пеколни горештини, колку ова променливо време доведува и до варирање на крвниот притисок, значи да имаме покачување, нагло симнување и колку оваа состојба навистина може да биде сериозна? Промените на временската состојба многу влијаат на организмот. Секако не на сите подеднакво, зависи од возраста, зависи од претходните заболувања, додатните заболувања, така да кај некои луѓе влијаат повеќе, кај некои влијаат помалку. Сега тие луѓе што веќе имаат начнат организам, например, што веќе имаат хипертензија, секако во голема мера влијаат овие промени и тие треба да бидат малку повнимателни. Секако изложување на сонце по најтоплиот ден на денот не сме. Хидрирање, но не претерано, како што кај овие луѓе што веќе имаат зголемен крвен притисок, да земат по 2 до 3 литра одеднаш да испијат, тоа е навистина непотребно и само ќе го оптерети крвоносниот систем. Значи, се треба да се прави умерено, да се избегнуваат тие нагли промени, избегнување излегување во најтоплиот дел од денот за тие луѓе, поготово за тие луѓе што веќе претходно имаат хипертензија. И како да се меѓутоа некои не може да не излегуваат во зависност од работни обврски и од други потреби, како може да се
да се спречи, односно да не дојде до посериозни последици од тоа варирање на крвниот притисок? Значи, навистина ние нешто не можеме да го спречиме, например, апсолутно да речеме, еве вака ќе правите, вие не ќе ги имате тие промени, но мораме да ги ублажиме тие промени. Со тоа што ќе го контролираме, притисокот ќе се договараме со нашиот доктор да ја регулираме терапијата, тоест најчесто да ја намалиме на половина. И во колку навистина имаме голем пад на притисок, можеме да прескочиме евентуално една доза, али не смееме да го изоставиме лекот за подолг временски период. Например, да се речете да не земате терапија 10 на дена или месец дена. Тоа е недозволиво. Но, ако евентуално ми падне притисокот, вие имате нормално 160 со 100 и сега одеднаш имате 90 со 60, тоа е сериозен проблем, значи вашите крвни садови не добиваат доволно крв, значи тогаш може да ја прескокнете, али едната доза може да ја прескокнете. И ако после тоа последен сат измерите и притискот ви е пак во нормала, значи може да си земете барем половина од дозата. Никако да не ја изоставувате терапијата во смисла на 9, 10 или повеќе дена. Да, ќе зборуваме секако за прескокнување, односно нели кога на своја рака ќе одлучиме да не пиеме терапија. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Водителки, поздрав до докторката од Брза помош. Вака, имам едно прашање, една констатација за докторката. Дали има инфо, бидејќи сепак Брза помош е за хитни случаи, сепак фала им што помагаат и со совети и со све, но дали има инфо кога и дали ало доктори ќе се отвори? И сепак голем поздрав до нив како тим што помагаат многу и со совети и со медицински екипи кога се во можност. Так. И одлична тема за притисокот затоа што стварно варира на овие пеколни врештини. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Еве чисто имаме такви прашања од наши гледачи. Претпоставам дека ало докторе, барем и за ваква тема како што ни е денешната, навистина им беше од помош на граѓаните. Да, јас бев дел од тимот доктори што работеше на ало докторе и знам колку е таа неопходна, но тоа не беше проект, тоа беше проект на Министерството за здравство и Министерството за здравство одлучи дека да укине таа линија. Мислам дека треба да се поведе иницијатива повторно се воведе, затоа што навистина имаше многу јавувања од цела Македонија и мислам дека им помагавме многу на луѓето во моментот кога немаше кој да им помогне. Работеше тимно од искусни доктори, што повеќе од 30 годишно искуство на терен, така да мислам дека луѓето беа задоволни и ние бевме задоволни затоа што помагаме и на службата и на се. Тоа сакав и да ве прашам, доктор Неделковска, во услови и самите знаете меѓутоа тоа не е проблем од сега, туку со години дека има малку екипи во Брза помош, посебно па во лето се уште помалку, кога би имало ало доктори, кога некој што има варирање на крвен притисок, ќе се јави таму да добие соодветен совет, претпоставам дека многу полесно отколку да ја зафаќа линијата 194, па да не може некој што е навистина итен случај сериозен, сега ние не знаеме со крвниот притисок може да биде итен, меѓутоа во секој случај ќе се олесни работата на Брза помош. Да, тука е проблем на организација и навистина во моментов службата работи со многу малку екипи. Не само во летниот период, него наназад со месеци работи со многу малку екипи и навистина е тешко да се одговори на сите позиви. Така да, мислам, отварање на оваа една линија, што не е само наш изум, значи на секаде во светот постојат тие такви линии, би допринело да луѓето имаат на кого да се обратат, например во 2 пополноќ, место да до некаде и да бараат совети од комшиките, од роднините. Секако ние бевме таму 24 сата и мислам дека бевме многу корисни. Така, еве да се надеваме дека здравствените власти ќе размислат на оваа тема. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден, убав ден ви посакувам. Ви благодарам исто и на вас. Во врска со сопругот. Притисокот него има проблем, срцето му работи 20%, има и мозочни удари, има орта, пластично ставено главната, аневризам, не можам да го аневризма. Да. Сменета му е сега, пија таблети, за тоа се јавувам. Од сите не за притисок не пија никакви, од за притисок. Него пија овие N300. Кога ги спие нив 26,24 се, притисокот му паѓа на 60 со 45. Имаме и други таблети кои пија, карветрент, как се вика, не знам си, многу повеќе таблети, али конкретно овие. Прекрати вчера да ги пија и му се покачи нему тука и 70. Дали смеам Кока-кола да му давам, така слушам сите, таблетиве не му го турка другиот притисок, пошто тоа се само за срцето, за јачање
И така да. А дали лекарот што му ги пропишал знае за ваквото дека доаѓа до нагло? Да, вели прескокните па нека земат. Потоа пие Xarelto за разредување на крвта, тоа го намаливне, пошто почна модрици да му излегуваат, они каже и докторот. А за таблетиве, вели видете, кажува дека се добри да ги користиме, да ги зема. Несвестица е вика, ме фаќа вели кога ги пијам лист. Така. Паѓа, буквално паѓа. Да, тоа. Навистина ниско. Дали некој совет докторка може да ми даде? Так, да, јас... Еве, значи, не само лековите за крвен притисок, туку и друга терапија може навистина да направи вакви сериозни осцилации во крвниот притисок. Пациентот е навистина сериозно болен, со многу коморбидитети, така да ова е специјалистичка терапија и мора да се договорите со специјалистот. Мислам дека ни вашиот доктор матичен не ќе може тука да најдобро се договорите со интернистот. Што се однесува до Кока-колата? Кока-колата е течност во која има вода и CO2. Така да, значи, дал ќе му дајате или нема да му дајате, можете да му дајате и вода, може да му дајате и Кока-кола, ама таа ќе му го качи шеќерот. Значи, ќе го подигне нивото на шеќер, така да не мора да му давате Кока-кола, тоа ми е интенцијата да кажам, значи дајте му течност која ќе му падне притисокот, за да му го подигнете и да му ги подигнете нозете малку повисоко, за да срцето и мозокот добијат, кои се виталните органи, добијат доволно крв. Значи, многу лекови исто така го си минјаат притисокот, не само тие што се за хипертензијата и влијат на тоа. Но ова е сериозен случај и не може вака преку телевизија да се даваат совети, затоа што би било неодговорно. Затоа што тука има многу други лекови кои се користат. Треба специјалистичка терапија, човекот има срце што навистина многу споро работи, има мозочен удар, така да добро, ми беше дополнителното прашање за еве Кока-кола, меѓутоа вие споминавте дека може и обична вода исто да влијае. Апсолутно, било каков пиелок, најдобро е вода, мислам јас ја преферирам водата затоа што нема додатоци. Дали ќе пиете вода од чешма, што во Скопје и во останатите градови во Македонија може да се пие. Најдобро од стаклена амбалажа. Еве како што и ние овде имаме, значи да се избегнува водата во пластичната амбалажа, затоа што таму има тие микро и тие дополнителен стрес и дополнително ги оштетуваат крвните садови, тие микропластики. Значи најдобро е во стаклена амбалажа или да пиете одма од чешма вода. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Се јави, беше во болница, ни го испуштија дома и ни рекоја немаш, беше лежеше 7 дена и вели носете го дома, нема што повеќе да превземиме за него. Ете, тоа беше одговорот. Затоа ве слушав убаво, специјалист, кардиолог и да, истата ни е гледачка, да. Ете, тоа извинете уште еднаш што сметам, убав ден ви посакувам. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Си имале сепак дополнителна, еве, значи специјалистите едноставно им кажале да... Да, али тоа не значи дека не треба да ја прекинат комуникацијата со специјалистите. Значи, тие им препишале одредена терапија, но ако таа терапија не одговара на пациентот, може да направат дополнителна консултација. Не да го носат пациентот, него да направат дополнителна консултација со специјалистот и може би ќе им промени некој друг лек од друга група на лекови кои има слично влијание. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Ало? Да, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Имам прашање за докторката. Повелете. Јас пијам бипресо 2,5 на сабајле, трекапин од 10 мг и валот 80. Ама сега мене притисокот ми паѓа 90 со 60, 100 со 60 и сега само валот го пијам. Сабајле не може да го испијам и во 7 сат како ми е притисокот зависи. Не знам што е работа, како да ги пијам овие апчиња, не ми е јасно мене. Ако ми е низок, не можам да го испијам. 100 со 60 не го пијам. Може у 7 да се напијам, например, тоа апче. Вал од 80. Дали некој ми вика доктор менопауза тие, дали не знам што е работава. Докторка да ми каже како да ги пијам терапија, ако ми е низок да не пијам или да се напијам.
Така, ова се дилемите секако што ги почнавме на почеток. Имаме терапија, значи, за крвен притисок, дадена не, меѓутоа, ако кажат на саба или на вечер да ги пиете, што во ситуација кога наутро ни е навистина веќе низок, дали треба да се пие, дали треба да се прескокне? Значи вака, пак ќе се вратиме на почетокот. Значи едно мерење на притисок не значи дека имате притисок или немате притисок. Затоа реков дека 2 пати во текот на денот, во текот на една недела ќе го мерите притисокот и ќе го запишувате, затоа што во среда беше или во четврток ми беше 90 со 60, па другиот ден ми беше, па чекајте како беше, значи најубаво ќе будете да си водите сметка. И врз основа на таа ваша евиденција ќе појдете кај вашиот доктор и ќе речете: мене од овие лекови ми паѓа притисокот. Секој сабајле ми е притисокот 90 со 60 или 100 со 60, како рече гледачката. Значи, и тогаш ќе се договорите со докторот да ја намалите терапијата. Секако, ако имате 90 со 60, тоа утро, кога го мерите притисокот, нема да ја земете терапијата, после 1 сат повторно ќе измерите и ќе проверите. Ако се уште е 90 со 60, нема да ја земете терапијата, со тоа што ќе му се јавите на вашиот доктор. Да кажете дека ова е премногу терапија за овој период од годината, јас мене ми паѓа притисокот. Значи, самостојно да се откажете од терапија, да не земате терапија во текот на 7 дена. За еден ден не е некаков проблем, али за 7 дена, за 10 дена, за месец дена, тоа не е добро за вас, не дека некој. Што може да предизвика тоа, доктор Неделковска, доколку еве на своја рака одлучиме низок ни е притисокот, нема да ја земам сега овие 7 дена терапија? За тоа што организмот ќе реагира. Ако вие сте навикнати да секој ден земате вода и одеднаш престанете да земете вода, тоа што значи дека кога ќе се намали присуството на таа супстанца во организмот, ќе ви имате нагло скок на притисокот. Тогаш може да направите мозочен удар, срцев удар и така натаму. Значи, ништо не се прави нагло. Никако не смеете нешто нагло да пресечете. Организмот е жива материја, таа се прилагодува кон новонастанатата ситуација. Значи, ама потребно е време да се тоа да се усогласи. Ако нешто нагло престанете да користите, ќе се намали количината, таа што ве штитела од високиот крвен притисок, и на тој начин во еден момент може нагло да ви се качи притисокот и да имате сите последици на висок крвен притисок, несакани, како што е мозочен удар, срцев удар и така натаму. Значи, она што секако го споменавте како совет до нашата гледачка е, доколку е 90/60, да не зема, меѓутоа за 1 час повторно да се направи проверка, односно мерење на притисокот, да се види дали е во истата состојба, дали има покачување или пак можеби и понатаму намалување на крвниот притисок, меѓутоа секако, како што споменавте, во консултација со лекар. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав многу до вас и до докторката. Еви, благодарам. Најискрено, колку пати сте ми помогнале во животот, не сте свесни, тие во брза помош. Не знам колку сте вработени, ама јас зимно време имам така некои осцилации, наеднаш ми се случува, еднаш месечно може би да ми се качи на 180, и со вашиот смирувачки тони, со вашето имате ли дома за мокрење, испите го, па не очекувате одма, па јас пак ќе ви се јавам за 2 сати, мене не ми се симна многу, ама ничи ни нагло, и толку убаво тоа објаснето, и така јас ја поминам ноќта мирно со вашите консултации, така секоја чест благодарам што постоите и што сте толку смирени за сите нас. Исто така, ало, докторе, треба да се направи, не те вас ме малтретирам, јас толку ми е непријатно што ви се јавувам, ама па ми е тешко, нели, во главата. Сега, тоа е зимно време. Сега па летно време не ме малтретирам толку многу, затоа што ми паѓа, ама па сега многу ми паѓа, докторка. Зимно време пијам 20 мг енат, а летно време полека го намалувам на 7,5 мг, значи до 7,5 сум стигнала. Дури еднаш ми се случи ни тие 7,5, затоа што ми паѓа се 80 со 65, значи само 15 така разлика и не се напив. Тогаш еднаш се јавив, ми кажа, немој да ја прерипате дозата, нешто, бар малку напите се, зашто па ноќеска може да се качи. Така да, не знам што се случува, зашто токму мене, зашто ја гледам и други луѓе има, зашто кај маж ми па е истата терапија. А јас па како ми, еден ден ми е сабајле 110, еден ден ми е сабајле 60, еден ден ми е 127, сваќате како, може би сум по-така, по-психички нелабилна, што да кажам, не знам како да се дефинирам самата, смирена сум, ама може да внатре имам некој стрес. Така да уште еднаш ви благодарам за се,
ви благодарам што постоите и благодарам Сања што поканувате вакви доктори, зашто нема термини, па иде така малку од малку ќе се досираме и поздрав многу седнаш. Токму така, тоа е ни и целта на нашата емисија. Еве да се надовразам на нашата гледачка, тоа и сакав да ја прашам. Спомена во зимно време, значи дека има нагло зголемување, 180 е сепак висок крвен притисок, доколку дозата е 20 милиграми, таа не помага. Колку може во текот на денот, од тој лек што е пропишан, да може да испие за навистина да дојде до регулирање на крвниот притисок? Значи, колку може еден, значи секој организам е различен. Вие не можете на еден човек да му кажете вие 20, вие 25. Значи тоа се titrira. Се вика titrирање према однос на секој организам, затоа што сите носиме различни болести, различна генетика, различно реагираме на стрес, различно ете и она кажа дека може би се чувствува психички ладно, но јас не мислам дека е тоа толку така изразено, но најдобро е ако во моментот кога имате зголемен притисок, кој е необично зголемен за вас, речимо 180 со 100, да земете, како и што она кажа, диуретик. Диуретик од смисла на ласекс, фуросемид или така. Да, тие што се замокрени, да. Тие го си минјат најбрзо притисокот, мислим, ако ги земете орално, ќе го стимнат притисокот, али не така нагло, значи преку измокрување ќе го стимнат притисокот и така да вие нема да имате нагло падање на притисокот, што исто така не е добро. Значи нагло ќе ви падне притисокот, нагло ќе ви се испразнат органите, тоест мозокот и срцето, и тука може да дојде повторно до згручување и доаѓање до истите последици. Значи не на своја рака да си земеме, чека сега уште едно од апчето што ме е пропишано. Еве самата гледачка кажа дека ја смирува тоа што разговара со која ќе се јави на 194. Меѓутоа ја спомена и обратнава состојба како е во лето. И зошто, например, во еден ден наутро е 90, па наредниот 127 во истиот период, па може би 60. Значи секој ден секој човек различно реагира на состојбата. Зависи како сте спиеле, дали сте биле нервозни, дали сте имале ноќни мори, некој има. Дали е тоа навистина една ноќ која е многу топла, знаете, во Скопје знаете да бидат и многу топли ноќи. Сето тоа допринесува да се вајле ви имате различен притисок, но во секој случај генерално, значи во лето дозите треба да бидат помали отколку во зима. Тоа е како генерална препорака. Ама сами не смеете да се ги намалите. Значи ќе измерите една недела, значи не значи едно смерење на притисок и тоа е тоа. Значи по текот на целата недела ќе запишувате од сабајле и навечер, ќе се консултирате с докторот и ако треба ќе се интервенира, ако не нема да се интервенира. Пред да го вклучам следниот гледач, она што сега го споменавте, значи стресот дополнително влијае дали до зголемување, дали до варирање на крвниот притисок. Да, стресот е еден од најголемите причинители за појава на хипертензијата и за многу болести. Стресот не може да го избегнеме. Значи секој во животот има помалку или повеќе стрес, но треба да се научиме да се носиме со него. Што значи на тоа што не можеме да влијаеме, да не се обидуваме да го промениме. Ние не можеме да го намалиме, рецимо да ги намалиме цените во продавницата. Значи треба да се прилагодиме на постојната ситуација. Стресот како стрес е нешто што е секојдневие и на секој човек во својот живот има стресови, но мора да се научиме да се справуваме со него. А ако не можеме да се справуваме, тука имаме психијатри, психолози. Ако ни така не може, постојат и хемија, значи некој апче не е ништо страшно, се земе едно дополнително апче за смирување. За да се спречи секако како што споминавте да дојде до хипертензија. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Видите, вака синот не може да праша, па еве јас ќе прашам за 47 годишен на возраст. Он редовно го мери притисокот, нема притисок, меѓутоа кога главата ќе го заболи, кога ќе го мери притисокот до 160-170 се качува. Во тој случај знаеш да си земе ена плюс плюс диуретик, меѓутоа не зима стално ена. А причината е следна. Енапот му предизвикува и при празнење на крај и некоја капка крв. Дали е тоа симптоматично од енапот или не? Мислите дали е причина од лекот и да. А доколку му еве пред да ни одговори докторката, дали тоа веќе му сте го кажале, односно го кажал на лекарот кој што му препишал да пие енап?
кои се последиците нели или кои се евентуалните компликации? А да ви кажам право, мислам дека прашал, не добил нешто позначен одговор, меѓутоа читавме го паството на енапот од 10, а не пишуваше како њус појава таква нешто, а него му се случува тоа. Така. Значи, јас навистина прв пат исто слушам дека нус појава е крварење од при крај на мокрењето, така да не би можела да ви одговорам. Сепак ќе треба да направи некои дополнителни уролошки контроли, затоа што не би требало да се појавува крварење при земање на енап. Сува кашлица, подкашлување, да, ама крварење на крајот на уринирањето, сепак не знам, нема такво опишано до сега, но спојава од енапот. Затоа треба да се направи дополнителни истражувања во смисла консултација со уролог. Апсолутно со уролог. Така. Меѓутоа исто што спомена нашата гледачка, која ќе му се нели кој ќе дојде до зголемување, пие енап, меѓутоа не постојано. Може така да се пие апче за крвен притисок, кога ќе имате висок крвен притисок, меѓутоа не секој ден. Значи, повторно ќе го повторам она што го повторувам цело време. Значи, ќе морате да си го контролирате притисок во смисла да секој ден го мерите во одреден период од денот, еден извесен период, па ќе видите дали тоа ви се случува перманентно, дали ви се случува побрзано со нешто. Со нешто, да. Мислим со караница, со работа, со изложување на одредени химикали и така натаму, па врз основа на тоа да се заклучи. Инаку вака на памет не би можел да ви кажам. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден, Митре Тиловски се во Прилеп. Повелете. Климатските промени, мислам, се... Ве слушаме, повелете. А најголем проблем за сега, мислам, на крвниот притисок, затоа што нагло паѓа температурата и се зголемува. Така да, причина е човекот, затоа што човекот мислам, прави голема штета на самата природа, уништува шуми, загадува воздух и така натаму, и поради тоа секоја година имаме се полоши климатски промени. Мислам, температурна разлика се јавува веднаш за 24 часа кој што делува онако на крвниот притисок. Мислам, друг проблем е стресот, затоа што мислам живееме во такво време, стресно време, војни, болести, сиромаштија, и тоа мислам делува онако на крвниот притисок. Значи, мислам јас дека причината е човекот, мислам за сите овие болести. Значи, факторот човек, што ако не ги прави овие работи, кои што ги кажат, не би имало такви болести. Така, да, апсолутно сте во право. Јас ви благодарам што се јавивте. Ние тоа и го споменавме на самиот почеток и спомнавме и за стресот и за климатските промени, дека се причина, меѓутоа како што споменавте вие, доктор Неделковска, треба да се научиме да живееме со тоа, затоа што како поединци не знам колку би можеле сето тоа да го промениме. Апсолутно. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, во програма сте. Преска се јавив, ама ме исклучија. Поздрав до студиото и до докторката. Ви благодариме, повелете. Касно се јавив, дали докторкава е кардиолог? Не е кардиолог, меѓутоа со децениско работно искуство во брза помош, таа е примариус, меѓутоа зборуваме за крвен притисок, за хипертензија, повелете. Вака. Ја имав многу висок крвен притисок, меѓутоа сега притисокот ми се регулира бидејќи имам бубрежна инсуфициенција и пијам лекарства, Дагрофорс, Рефидоро, што не и плюс, за притисок пијам Копренеса 8,2,5 и Трекапин. Добра. Исто пијам и антикоагуланси и сега
дали од овие фијава ми се појави крварење, кој кратко траеше и бев на трансфузиологија, таму ми рекоа дека постои можност, бидејќи тромбоцитите нагло ми паднале. И беше испод 1. Така. Што треба да ги прекинам или да се консултирам со нефрологот? Така. И јас ви благодарам многу за јавувањето. Значи, добро, првен сте биле на трансфузиологија, каде што виделе дека тромбоцитите, значи со нефрологот ќе се консултирате, затоа што вашата основна болест е бубрежна инсуфициенција и таа често предизвикува и разни други заболувања, така да нефрологот е тој специјалист кој вам е неопходен по договор со другите специјалисти. Значи, вие треба да бидете како матичен доктор кој ќе се грижи најмногу за вашето здравје е вашиот матичен нефролог. Така, во секој случај, како што и беше и дилемата на нашата гледачка е да се консултира со нефролог. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Че да намал телевизорите. Да, намалете го телевизорот и повелете со прашање. На телефон 59 годишен пациент. 2001 година оперирав тумор на мозок. Туморот беше 2,8 на 3,6 по центарот за уринарен тракт. Од тога до сега со притисок никога не сум имал, од лани почнав низок притисок. Си реков, топ лајка и си помине, нема врска. Не мине ни лани ни сега. Низок притисок, не сум имал никош низок притисок во живот. Имате низок притисок, така? Отидов кај уролог ми даде. Мола не слушам. Не слушам, извинете. Дали имате низок притисок? Тоа ни го кажавте. Да, сега моментално и сега низок 96 ме сега мерив. И то само отидов до град да вземам бетска џубре за земеделие. Со шотовари в реките и шо бев на Жешкото, одно пата, одно секунда, 90-60, основно си со 55, катастрофа притисок. Така. Сега като твърдо на 7-майта, викам, ти рако излезе на край, вика, со притисок ова низок на мъж лежи. Те со стихолта, вика, и да им проникам. И нищо. И те со стихомаја да кажа, нищо не помага. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето, значи не е проблем само хипертензијата, меѓутоа еве и низок крвен притисок, што во вакви ситуации, колку друга некоја состојба болест може да биде причина како за хипертензијата, така и за низок крвен притисок? Јас во овој случај не знам дали е причината претходната болест, не сум уверена, но гледачот кажа дека постои изложување на топлина, што значи она што го кажавме на почетокот, дека се шират крвните садови и тоа не значи дека е поврзано со тоа што веќе бил опериран, него едноставно поради ширење на крвните садови и можеби што треба да си прегледа и да се појде до кардиолог, значи му паѓа притисокот. Што во такви случаи? Рековме дека во моментот кога ви паѓа притисокот се намалува дотокот на крв во срцето и во мозокот. Така да мислам дека во тој момент најдобро да се напиете, како што рековме, некоја течност. Јас преферирам вода, ако вие не пиете вода, не знам што да ви кажам. Значи не значи дека треба да земете кока-кола или да се изложувате на дополнителни трошкови, на некои сокови специјални, значи едноставно шише вода и секогаш кога ќе излегувате на сонце да имате со вас шише вода, да се напиете вода и на тој начин да го дигнете притисокот. Да седнете во ладовина, да влезете во некоја продавница, сега фала Богу сите се климатизирани, но не нагло. Значи не можете од надвор што е 40 да влезете веднаш внатре, затоа што и тогаш ќе направите стрес во организмот. Тогаш може да дојде до покачување. Нагло стегнување на крвните садови, поради тоа што нагло ќе ви застуди, целиот организам ќе се обиде да се бори и тогаш можете да направите повторно покачување нагло на притисокот. Или кога што зборавме варирање на крвниот притисок, што е многу. Значи организмот бара прилагодување. Значи за се треба време. Така. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Не слушате? Да, во програма сте, повелете. Добро утро. Ке ве молам, јас патам долго време од висок притисок. Меѓутоа,
Во последниве неколку години притисокот ми е 180 со 70, значи високи од висок, а ниски од низок. И после тоа ќе ми биде после сат и пол, ќе ми биде 90, 80 со 100 или 95 со 60. Пијам апчиња во сакоре 320 и нефидипин. Така. Овие се нагли варијации, односно големо Не растојание. успеав да разберам, дали вие откако ќе имате 180 ќе земете терапија, па ви паѓа притисокот или самостојно ви паѓа притисокот? Не, земам терапија јас. После земањето многу брзо. Земањето, да, брзо. Многу брзо. Ја често пати, баш овие денови што се пијам савајне 320 заедно со нифедипин, меѓутоа не ми се сигнува воопшто. Не ми се сигнува 3-4 сати, па ќе се напијам поросамит. Вред. Меѓутоа, ами е низок притисокот 80 со 95 ми доаѓа, 60 со 96 ми доаѓа притисокот низок. И јас тие 320 ќе ги намалам. Ќе ги скршам, јанака се кршат напола, ќе ги скршам па ги пијам половинка само. А нифедипинот ќе се напијам покасно или да не го пијам во моментот одма. Така. Така, јас ви благодарам за јавувањето. Ова се нагли варијации, барем она што спомена 180 со 70 е навистина голема разлика меѓу горниот и долниот притисок. Притисокот е една константа, значи која се состои од повеќе елементи, така да големиот крвен притисок зависи најмногу од работата на срцето и малиот од отпорот што го даваат крвните садови на тоа. Така да вакви притисоци се кај одредени, значи заболувања, ваков вид на притисоци сега она што е битно дека значи повторно истото ќе се вратиме. Ако вака ви делува во летно време, пошто јас разбрав дека сега и се случуваат деновиве, во летно време, ако вака ви делува вашата терапија, значи ќе ја измерите, ќе се договорите со докторот да ја намалите дозата. Мора да има корекција, да. Самостојно да не ја намалувате дозата. Можете за еднаш, во случај кога вие навистина имате 80 со 60, сте имали 180. Меѓутоа исто спомена гледачката дека терапијата што е основната, неколку часа не дава намалување, па од кога ќе се напие фуросемид, тогаш доаѓа до... Да, значи нифедипинот би требало побрзо да го се минја притисокот, но во секој случај терапијата треба да се коригира. Али не самостојно, значи во договор со матичниот доктор, а тој во договор со специјалистот, затоа што веројатно не знам пациентката какви други заболувања додатни има, така да ќе мора да се проследи понатака и бидете трпеливи. Значи не мора веднаш да ви се погоди терапијата, значи треба да се титрира, треба извесен период да се прилагоди, затоа што нема два исти организма. Нема два исти организма кои реагуваат на иста терапија, значи нема шема, нема на комшиката и помогна ова, сега и јас ќе го земам тоа. Дај да си земам апче од комшиката, тоа е Не изи помага, па јас да го... Значи нема два исти организма. Тоа што на комшиката ваша и помага, например, васекорот или нифедипинот, не се така и вас ќе ви помогне. Дури може да ви ја влочи состојбата, нагло да ви го стигне притисокот, па да имате друг проблем. Значи, секој организам е посебен и секоја доза треба да се титрира на секој пациент. Можете да прескокнете еднаш ако ви е падна притисокот. Но ако тоа се мери во континуитет, например недела дена, гледате дека се бајле кој ќе станете, вие низок притисокот, ќе го запишете, ќе се договорите дали можам да ја намалам на половина доза и секако така ќе добиете паметен одговор. Не може од едно мерење вие да заклучите дека денеска јас нема да пијам терапијата. Значи морате во текот на денот повеќе пати да ја мерите. Бидејќи сме веќе на самиот крај на емисијата и ова сега што го споменавте, ќе измерите притисок, па сами ќе одлучите. Еве како за крај прашањето ми е кога се всушност почнува со терапија за хипертензија? Дали едно мерење е доволно, односно колку пати треба да се има зголемување на крвен притисок за да се стартува со терапија која ќе биде нели секојдневно? Тоа зависи сепак од секој пациент посебно.
Значи некој почнува со терапија на 30 години, некој почнува на терапија од 140, некој на 60 не зема терапија. Се зависи од многу фактори, но едно мерење на притисок не значи ништо. Но ако е навистина многу голем притисокот, тогаш може да биете еднократна терапија. А за да земате секојдневна терапија, најмалку десетина дена, во континуитет да се мери притисокот, во да се консултира со докторот и да се знае до каде е терапијата. И после препишување на првиот вид на терапија, вториот вид на секој, значи да се проложи со контрола на притисокот, да видиме дали е тоа вистинскиот лек и затоа што постојат група на лекови, разни групи на лекови за хипертензија и разни дози. Значи дали токму за вас за секој човек постои индивидуален лек и индивидуална доза. Медицина базирана на докази и за секого индивидуална терапија. Значи не постои универзална терапија. Да, има препораки 5, 10, 20 милиграми, но не му одговара на секој се и се што. Така да, тој што пие, значи тоа е за него е таа препорачена доза и затоа е таа консултација со доктор. Консултација со интернет, да, некакви информации собирање, но вие не сте и на интернет. Интернетот не знае дали вие имате генетска предиспозиција, не знае дали имате диабет, не знае дали масноти, не знае дали ви е стресен животот и така натаму и така натаму. Затоа е таа интеракција меѓу докторот и пациентот за да се одреди вистинскиот лек, вистинската доза за секој пациент. Доктор Неделковска, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка и што ја споделивме вакви корисни совети до нашите граѓани, имајќи во предвид дека можеби не секој втор, меѓутоа секој трет се соочува со одредени проблеми со крвниот притисок, па и како да се однесуваат во лето и во најавените пеколни горештини кои што ни следуваат овие денови. Се додека не се отвори ало докторе, ние ви стоиме на располагање по секој време за секоја проблематика, ќе подискутираме и се надевам дека овие емисии се доста гледани, така да ќе им помагаме на нашите граѓани. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте сител. Довидување.